Уставните судии го укинаа балансерот, алатката според која единствен критериум за вработување во државната администрација беше етничката припадност. Председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски на исцрпната пресконференција остро ги отфрли обвинувањата во јавноста дека Уставот носи исполитизирани и етнизирани одлуки. Костадиновски апелира ова одлука нека биде старт на владење на правото, а не почеток на дестабилизација на државата. Тој им порача на политичарите она за што јавно се залагаат да го докажат и со своето однесување и со постапки. Апелирам до граѓаните, до државните органи, политичарите, ако навистина и мислат добро на Републиката, ако навистина сакаат правна држава во која ќе владее правото, своите јавно прокламирани ставови и заложби за владење на правото, за европски вредности, да ги усогласат со своите постапки. Секое делување надвор од овие рамки за мене е чиста манипулација со граѓаните, каква што беше манипулацијата дека судот со своето постапување по овој или по било кој друг предмет може да ги наруши политичките, етничките односи или да биде повод за дестабилизација. Јавната администрација е рбетот на државата и на сите ни е познато каква е реалноста со државната и јавната администрација, вели председателот на Уставен. Тој појасни дека на граѓаните не им е важно каква етничка припадност имаат вработените во администрацијата, туку нивната стручност и компетентност при пружањето на услугите. Услугите што граѓаните треба да ги користат не познаваат поделби на етничка или било каква припадност. Кога ќе отидете на доктор, вие не прашувате дали каков етникум е, каква политичка припадност или било каква друга припадност има. Кога ќе барате управни работи или локални работи, не прашувате. Сите ние имаме потреба од стручен, компетентен, ефикасен јавен сектор. А убеден сум дека никој во просторијава нема да рече да, нашиот јавен сектор е без никаква забелешка, зашто тоа не е така. Изминативе денови врие во политичкиот блок во врска со укинувањето на балансерот. Според ДУИ, укинувањето се коси со рамковниот договор и може да предизвика меѓуетнички тензии. Вреди пак најавуваат ново законско решение за правична застапеност на заедниците при вработувањето кое ќе го замени балансерот. ВМРО ДПМН се изјаснија дека се за укинување на оваа алатка, бидејќи според нив долги години оваа алатка се злоупотребува и представува параван за вработување на партиски кадри. Уставните суди одлучуваа по иницијатива која ја поднесе антикорупцијска во јануари оваа година. Тие се залагаа уставните суди да ја преиспитаат уставноста и законитоста на балансерот како единствен критериум за вработување во државниот и јавниот сектор.